budiš, od tiketi spiska pak je izludiš. Ej ribari, ej falbači, pak je pijani doma ke se vratite. Ej ribari more, ej budali, neka vi je so sreća pa da patite. Ej ribari, ej falbači, pak li pijani doma ke se vratite. Ej ribari more, ej budali, neka vi je so sreća pa da patite. Evo i deneska izlegovme na voda, na vozduh, po riba. Potočno se naoѓаме на нашето езеро Козјак во пределот на Здуње, поточно кај нашите редовни пријатели на нашата емисија Рибарска вистина, Мија Екофиш. Еве и денеска ќе се обидеме да фатиме некоја риба. Ќе ловиме попадика, клен, крап. Плашката сигурно нема да ни избегне. Се надеваме дека ќе е интересно, дека ќе има адреналин. Ќе ловиме на еден малку поинаков начин, особено за крапот и за попадиката тоа се однесува. Еве, понатаму во текот на емисијата ќе видите каков е тој начин на риболов. А за сега морам еднашка да го поздравам нашиот домаќин Васко од Мија Екофиш, да си посакаме добре дојде. Добре дојдовте. Така и се надевам дека многу убаво ќе си поминеме. Видете со нас и гледајте што ќе се случува. Се наоѓаме на рибникот на Мија Екофиш. Денес тргнавме по риба. Сега Васко, риба ние ќе ловиме таму. Се уште не сме почнале со риболовот, не знаеме таму дали има или нема риба, ама тука зад нас сигурно има риба. Така? Овде има сега риба, какви да. се прогнозите прво за риболовот таму твој, и тука? Кажам, ајде вака сега една прогноза за риболовот таму. Имајќи во предвид дека времето е идеално, мислам дека многу убаво ќе си поминете и ќе се извади риба. Еве едно предвидување дека ти ќе фатиш и некој крапче. Дај Боже. Иако ќе бидеш спремен за клен и за попадика. Да. Времето е такво да крапот почна да работи, го гледаме секој ден. Не само овој овдека што игра и скока, него и надвор има риба што игра и скока. Би сакал да го погодите големиот, затоа што јас сум веќе една недела овде, принуден карантин и доброволен карантин сум ја овде. Секоја сабајле имам една риба што поприлично не возбудува секоја сабајле. Васко, шо вадиш бе, торпедо? Шо вади сидро? Да? Сега, ако евентуално немате таква среќа да го фатите тој, а може би се и повеќе големи крапови, дека крап ќе фатите, ќе вратите сигурно затоа што е тука. И имаме малку, имаме убава подготовка од тоа страна, мислам како идеја, како начин на риболов ни спомна нешто кој што ќе го презентираме подоцна, така ќе се види како Добро, не ловиме, морате на што сега ловиме, целото нема тоа што така. ќе ви го кажам да го презентирате на јавност, мислам, меѓутоа добро се. Пробавме да ловиме на дно и на стара пченка и на пелети.
на дно не удира ситниот, малиот краб, а големиот краб е повисоко, не е на дно. Сите удари што ги имавме од поголем краб се некаде може и метро и повеќе, ако не над дното. Значи не се на дно. А зачудувачки е кога ловевме на пелетите и на поситна јадица, односно 10-ка или 14-ка, удираат и попадики, а и зачудувачко исто за попадиката не удира на дно, удира повисоко од дното. Да. Работи попадиката можете да фаќате исто. Плашка, јас ви препорачувам да ловите плашка, затоа што се појави една плашка што е вистина капитални примероци, тоа се плашки по 150 грама. Луѓе не ми веруваат кога кажам дека има таква плашка. Кој јас не верувам искрено, ама ќе видиме. Меѓутоа има. Значи 50, 60, 100, јас ја фатив 220 грама имаше плашка и баш и се чудев. Ја земавме Па да не за анализа да видиме тоа чудо колку е старо и како пораснало тоа. Па добро да не фаќаме попадика, да фаќаме плашки тогаш. Па да, мислам дека поголеми ќе бидат плашките од попадиките, меѓутоа ќе си пробате. Не вода да ги замраш плашки, не знам. Плашка. Плашка. За тие што не знаат, ова е козјачка плашка. Ево, ја, плашка од козјак. Ова да знаат тие што фаќаат маломерни плашки. 6 грама. 96 само? Да. Иде. И да, преку тоа испитуваш години? Да, старост. Старост, а? Има тук ништо? Не. А оно другото што рече за во рибникот сигурно има. Има риба, во моментот има да фети на 15 тона риба, која што на крајот на година треба да биде 40 до 40 тона нели порасната. Него кај што рибна. Има риба. Васко побрзо кажува и треба да одиме таму. Ете го таму. Се слушна и се виде скокот, убаво крапче, не од најголемите, меѓутоа тука кај 3-4 Убаво, одлично. Како вика што ми скина една од 5200. Леле, не ми кажувај сега почнува вака да ми клокоте, знаеш да ми се брза таму да летнам. Да одиш, ладно. Убав и денот. Кажи ми нешто околу рибникот, Васко. Па рибникот генерално е рибник за краб, проектиран и направен, проектиран е на 60 тона, не функционира уште со фул капацитет, не 30-40 тона годишно, од 2015-2016 е првото наседување, првата реколта е 2017, значи генерално е нов и млад рибник, поставен на едно идеално место на акумулацијата, во еден прекрасен залив, водата е идеално чиста и убава. Имаме и пастрмка, експериментално гледувавме и пастрмка, мрестевме пастрмка зимава, имаме успешен мрест. Направивме и вештачко мрестилиште, регистриран репроцентар. Сега се од тек подготовките за изведување на вештачкиот мрест на краб, така да за некои 15 на 20 дена ќе биде и мрестот. Мрестилиштето е подготвено, капацитетот е топ направен, почнам да кажам да местото каде што е, ние имаме лакустични извори тука некогаш пред да се потопи езерото биле чешми и изворска вода, така се идеално поставен е рибникот. Во перспектива имаме намера да одгледуваме и други видови риби, нешто што во моментот ме интересира и би сакал да го работиме сомот, и мресна сом, и сом да се одгледува. Регистрирани сме и за одгледување на сом. Така да сме здрави и живи, во перспектива можеме да се развиваме и убаваме. Да пробаме ние да се стрчаме и да го ловиме тој што скока таму. Може да ти почнам веќе не само да скокам, ќе почнам и да летам крил, ја ќе почнам тука за побрзо да стигнам. Владо, без трчање, еве го чамецот, трските се веќе во чамец, слободно одиме заедно на вода. Ајде трнуваме.
Да се почне со риболов, Значи- може да се направи Дезинфекција. дезинфекција. Значи пред почеток е тоа. Ова не снимај. Опа! Златно мало попадиче. Така, пошто нема 20 сантими, ова попадиче ќе го пуштиме да си порасне. Да ја викне баба. Каде бе ова попадика? Од Мавро. Попадика. Падика и тауба. О, за крај. Ето тоа е фотофиниш. Како плашка. Ете го. Ова ти е од Владо. Ќе се увија. Јако. О, попадика. Попадиче, попадиче. Радоване ги зареди. А? Ги зареди, сега правам резултат. Сега морам Владо да го стигнам. И влезе во шема ти. Готово. Шо е бе, бе, крап? Попадика бе убава. Ту е во клин. Член. Убаво зема? Уф. Кленски. Сабота и недела дожд. Рековме кленчиње доволно Добро. фатика, така? Што тоа значи? Кленчињата може ги пушти. Кленчињава се. Па брзо. Оп, 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 оп. Оп, 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 оп. Оп, 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 оп. Шо е тоа, бе, Васко, бе, ток? Ле. Клен фативме доволно? Па кленче, ова е попадиче. Е, Радован, ова веќе 30 сантими, не е за вреќење ова. Тоа е веќе Ова веќе попадици сте. е попадиче. Така ќе удри шарко голем. Два пати ми удира и го промашува. Сега. Отиде. Да. За попадика има остави. Не, сега ќе му ставам кој... Кам да ја? Е, Там јадица бе за крав. значи со вакви јадици Не. да не фаќате. Ќе си ставите овнер. Сега ќе си ставите една овнер јадица, за да не ви се случува ова. Во 5 секунди ја исправи. Телефонот свирка бараже. Ве кепчето да го отворевте? Пати трската од 100 метри.
машинчево за нигде овде. Имаш време полека, не го силувај. Ај, Ова истиот ли е, бе? Ама моја смени јадичка, да? Овне рјадица, бе. Друго е. Овнере. Па мајсторе, забавувај се се. Рибникот ние Екофиш е во основа производен капацитет, меѓутоа и објект каде што веќе почнавме со изведување на експерименти, научно-истражувачки. Еден проект веќе е аплициран и спроведен на рибникот 2018 година од програмата за развој на рибарството и аквакултурата. Ние Екофиш аплицираше во соработка со Институтот за сточарство еден научен проект за апликација на суплементи во исхраната на крапот. Конкретно одевме со пробиотици, нешто што е во моментот многу актуелно и што се работи во светот. Ние употребивме одредени бактериски култури како дотаток во веќе готовата храна која што ја користиме, која што во основа е од австриско потекло и се следеа производните карактеристики и здравствената состојба на рибите, каде што се аплицира суплементот, односно пробиотикот, и контролна група каде што истиот не беше аплициран, односно рибите се хранети со готовата храна како што стига од фабрика. Резултатите на крај беа извонредни. Имавме зголемени производни карактеристики на рибите за некои 20%, што математички пресметано на еден капацитет од 50 тона на производителот му носи заработувачка, односно заштеда во храна од некои десетина илјади евра. И целиот тој експеримент, целата работа е преточена во една магистарска теза која што е успешно одбранета во Институтот за сточарство, во Центарот за рибарство во Скопје. Веќе имаме нов магистар по рибарство во земјава. Имаме уште еден магистрант кој што треба да магистрира скоро на експеримент кој што е воден на рибникот. Така да овој рибник е отворен за сите оние кои што имаат намера да се занимаваат со наука и да нешто придонесат и да имаме подобрување на производството на риба во земја. Основна карактеристика е тоа што кога се додава пробиотик, целото аплицирање на медикаменти, посебно на антибиотици, е исклучен. И во моментот сме единствениот рибник каде што не се користат никакви медикаменти, дезинфициенци во производниот процес, од и еколошки со потреба на додатоци во храната. Васко многу убаво кажа ова, сега батали науката, дојме по риба. Ајде. Ајде. Видиме дали е добре. Трскава или до шо е работила денеска? Рибче нема патено денеска. На 3 метра. На почина 3 метра? 2,5-3 да ја закачам. Ченката да ја лупам, не. Да ја лупам ченка. Не бе на пелета. На пелета. Ајде да идеме. Јадица, добре е ова? Добре, да. Јас друга рака нема. Ке земам. Ова се вика школа риболова. Возбуден, сега му се тресат рацете. Успеа да стави пелетата по долго време мачење и сега треба уште еден да фати. Ајде, бистро. Ова е системот на кој лови Радован, гледате. Ево вака. Ајде, Радован. Пушташ. Така. Пушташ. Чекаш да пропадне. Чекаш. Видиме да ќе удри. И одма чепка. Гаш! Не било бе ни до јадица, ни до мајсторот било. Ау, цел ден со истата трска ловиш, да. Со истата трска ловиш денеска.
Полека да не ти откачи само. Мачи го малце, мачи го. Ајде. Опала! Два. Да. На 150 колко време имам? Овде на вистина, гледаш колко треба, само пипни стои, а не она му го чекам пола сад. Будала. Па не требало да ја крене тапана, па треба, видео да што прави. Па не одмила. Ете, и стварно вака треба, кога ти јаде вака, ние во Охрид вака го дират на конца. Владо, затоа не заебава, не си во. Да видиме дали треба тапана да биде легната или не треба да биде легната, дали до дно, дали, што вика Васил во филм воден, а не она му чекам 3 сата. Кој склисира? Долу крапот. Опа! Кепнато, ушти? Немај да ти кажам нешто после. Еј, овај најгоре. Не фаќам. Од постигнатиот резултат. Да видиме што тоа Владо денеска ловел. Значи ова не се кленчиња. Ова е крупна плашка. И овие на скарата не се кленчиња, се плашки. Во Васко денес дојдовме да фатиме некоја риба. Сега јас мислам фативме и повеќе од планираното. Дел од таа риба ја вративме, дел еве ја тука тазе испржена на софра, ќе направиме едно убаво језме тука кај тебе вечерва. И што е најважно, фативме од се тоа што ни кажа дека ќе фатиме. Од плашка по патика, клен, крап и тоа. Иако извадивме убави крапови, така имавме доста откачувања, направивме задоволство. Мене искрено најголемо задоволство е што ми направи, да ти кажам само, да ти покажам. Ова. Верувале или не, еве ова е плашка. Кај ја најде па најмалата да ја фатиш? Да треба да земеш плашка и да ја засекуваш. Па, мислам дека ми направи најголем кејф. А сега и пак ќе ни направи кеф. Се надам. Многу ми е мило што баш онака како што кажавме, така и бидна. Жал ми е само што големиот не извадивме, не успеавме да го извадиме, а мислам дека го имавме на трска. Нека расте. Нека расте, ќе не Нека расте, следен пат ќе биде. Уште поголем кеф. Здрави, живи и весели и стално да ми доаѓате. Амин, да се гледаме за убаво вака.